Гледате ново издание на Трилинг, добро вечер. За пасошите како лична карта за нашата граѓанска лојалност, неспособност на власта, неорганизираност и манипулација со луѓето. Пасошите се издаваат со лична апликација во првата половина од минатата година. Често се случуваше дневно да не се јавуваат 1/3 од пријавените граѓани. Тоа е околу нашата лојалност кон обврските. Наместо да го подготват граѓанството и своите органи дека треба да менуваме лични карти, пасоши, собраќајни документи со ознаката НМК, полицијата и нашата дипломатија создадоа конфузија. Власта велеше не грижете се, грците ќе имаат разбирање. Па студент туша од Атина и Европската унија. Има образци, но нема доволно. Само што не стигнале пасошите со Северна. За изборите и пописот, цело МНР беше распослано под европските центри. Околу 700.000 македонски селеници од странство се пријавиле само 10% од нашинците да го имаат новиот пасош со Северна. Владата троши милиони евра кај фаворизираната агенција за пропагирање на Европа, но немаше ниту еден спот со подсетување за промените. Сега сите се осоколени. Доцна се пробудија еснавските организации, Сдруженијата на возачи, камионџиите, Стопанската комора на Македонија. До прва велат ке печатене на лепници. Остана гневот ке граѓаните дека се правило наврат на нос во последен момент. Ова оди на контото на владеачките партии во пресед на престојните председателски парламентарни избори. Гледате Трилинг. Во Македонија мириса на депресија. Ви гледате сега што случува со патните исправи. Ова е, мислам, еден колективен пораз на македонската државност. Повеќе од пола милион луѓе се заглавени во државата. Доколку има свесно одолговлекување на процесот, тогаш се разбира дека ќе има одговорност. Имаме премногу самоуверени псевдоинтелектуалци. Не постои срам. Се создаде своевидна мала конфронтација на релација Дуи Пендаровски. Тука не е јасно зошто е донесена одлука. Дали е под притисок на овие здруженија председателот него подпиша или е заради европското знаменци. На овие избори практично ќе се надпреруваат консолидираното ВМРО или релативно консолидирано ВМРО и целосно раштрафено СДСМ. Ова и албанофобија делумно и политичка завист и љубомора се создаде тој што зборувам јас политичко-олигархиски центар кој што се обидува да ја демонизира и сатанизира Дуи. Сите анкети, дури и тие што ги прави опозицијата, покажуваат убедлива победа на Дуи во албанскиот блок. Дали кулминацијата на попуштањето ќе биде ВМРО ДПМН да треба да го решава Жешкиот костен со Бугарија? Видите, некој ќе мора да го решава. Дали ќе го реши ВМРО во следниот мандат ако успее да формира влада, ќе видиме. Но ќе мора да му биде високо на агендата. Прашањето за уставните измени ќе стане прашање веднаш по изборите. Најсигурниот начин, единствениот начин ние да се оддалечиме од било какво руско влијание е да продолжиме на патот кон Брисел. Овие избори ќе бидат битка на два наратива, на европскиот и на рускиот наратив. Еден бакнеш, песни рој, еден поглед, безброј сни. Нашите вонсеријски музичари со долгогодишна кариера, Дуке Бојаджиев, Исмел Лимановски, Крсте Роджевски, по 10 години повторно се спојуваат. Заеднички концерт во два дена пред македонската публика. Во вечерашното издание гостин ќе биде еден од тројцата музичари. По професија е невропсихијатар, кој работи како психофармаколог и психоаналитички терапевт во Њујорк. Но составен дел од неговиот живот, покрај медицината и музиката. За 8 години има издадено 6 албуми. Добро ден за Крсте Роджевски. Добар ден, фала ви на поканата. Роджевски, од каде ја црпите инспирацијата за нови текстови, музика и кој е спојот помеѓу медицината и музиката? Па, инспирацијата за музика и за текстови ја црпам од секојдневниот живот, од мојата професија. Јас се занимавам со човековата подсвест,
Тоа ми е и професија, тоа секогаш ме интересирало. Ме интересираат човековите подсвесни нагони, подсвесни мотивации, ме интересираат сршта на човековата природа. И сите мои композиции или текстови се поврзани на некој начин со таа, се занимавам со сршта на човековата цел, постоење и што нас не прави среќни, и што е целта на ова се околу нас што го правиме. Врската помеѓу медицина и музика мислам дека има голем пресек, бидејќи двете се не се само како терапевтски, како терапевски како дел, пошто двете се занимаваат со истражување. Музиката според мене е најчиста форма на уметност, бидејќи постои независно од било што. Секоја нота или звук тоа не е нешто да опише или да направи некој документарен запис за нешто, него постои во воздухот или во собата, независно од било што, и прави некоја емоција и те носи на некое место. Во медицината имаме, например, магнетни резонанси, имаме радиологија, имаме лаборатории, на некој начин сакаме да стигнеме до некој резултат. Значи, се тоа е пат. И двете се занимаваат со човековата природа, како што кажав пред минута. И од друга страна, да не забораваме, може би е сменато сега, докторите во последните 20-30 години, начинот на кој се едуцира е премногу посветен само на научниот биолошко-биохемиски дел. Да не забораваме во 60-50 години, 19-18 век, докторите беа едуцирани и со класична уметност. Мислам, се знаеше, ако има некој мало село, имаш поп, лекар и учител. И да се биде лекар, требаше да биде, се знаеше дека човекот чита новели, дека човекот се занимава со некој дел на уметност. Значи имаше по-интроспективно, по-хуманистички пристап и кон образованието медицинско, и кон пристапот кон човековата природа, диагноза и третман. За некого животот е песна. За друг ќе рече живееме во травматски период. Како вие би го опишале сопствениот живот? Во психијатрија викаме дека нашиот идентитет и нашето чувство за себе си е како кумулација на нетравматски неуспеси. Зборувам за неуспеси во смисла да се пријавиш на конкурс да не те примат, да пробаш нешто, да направиш што не си добар. Значи, кога имаш такви предизвици, мислам самиот твој карактер се формува на многу интегриран начин. Во мојот живот јас имав, како да ви кажам, не беа тоа травматски искуства, него имаше големи, на моменти имаше некој како енергија која се требаше да излезе од мене и јас сакав да го направам тоа во простор и во место каде што ќе можам тоа да го оформам. Например, сакав да бидам дел од некоја поголем контекст, дали тоа е музички, дали е тоа медицински. И мојот живот бив привилегиран, имав многу добри професори, имав добро фамилиарно искуство, имаше поддршка од пријатели, така да мојот живот мислам дека имав убаво искуство, меѓутоа таа доза на некоја нетравматска лутина или мотивација ми помогна да се не знам, да се тргнам од некои племенски конфликти или спреги кои многу е тешко да се направи, мислам, во средина како што е, например, Битола или Скопје и така натаму. Не можам да станам црната земја, голема тежина. И покрај тоа што имаме богата македонска култура, музика, јазик, идентитет, зошто се уште и по 3 децени се преиспитуваме кој сме, од каде сме, зошто има потреба дополнително ни допрва да се осознаваме? Па да. Видете, според мене, неиспитен живот не вреди да се живее. Мислам, сега малце звучи радикално, ама ние сме млада нација, тоа го прават и нации кои што се многу не по-стари, ние сме сепак стар народ, нормално стар идентитет,
стара култура, стар јазик, меѓутоа како држава постоиме 30 години, се уште сме како на некој начин како адолесценти. А за преиспитувањето е потребно, бидејќи кај нас постои, не знам како да се изразам, постои некој како интелектуална пустина, според мене. Знаете, имаме премногу самоуверени псевдоинтелектуалци, имаме премногу не постои срам, кој според мене е револуција. Мислам да се искуси срам, тоа значи да се биде како мачка која ќе се тргне пред да скокне, бидејќи не постои некој надворешен или внатрешен систем на преиспитување. И затоа е премногу важно да ние поминеме еден период каде што ќе се преиспитаме во смисла, знаете, во психијатрија на првите интервјуа го прашуваме пациентот кои сте вие, како се опишете ли, кажете ми од каде сте, што е нешто уникатно за вашиот идентитет. И нечија нарација знае да биде многу фрагментирана, многу испрекината и неедноставно нема да знаам кој е човекот што се опишува пред себе си. Ние како народ се уште се истражуваме во смисла од каде сме, кои сме, тоа што го спомнавте вие, до каде сме и каде ќе одиме, бидејќи постои таа внатрешна несигурност. И се тоа што гледаме околу нас уствари е проекција на нашата внатрешна несигурност. Дали тоа туркање за лични карти, дали тоа контейнер со ѓубре, дали се тоа изгорени сандачина во влесна зграда, тоа е внатрешен свет. Тоа нема врска со политика, тоа нема врска со која партија, тоа нема врска со дали е оваа телевизија или таа телевизија. Тоа е со внатрешен идентитет, што кај нас се уште не е изграден. И затоа таа потреба за преиспитување премногу, не само што мислам ние знаеме да зборуваме дека се преиспитуваме, меѓутоа не знам дали се преиспитуваме. Например, во Македонија не постои психоаналитички центар. Ружевски, екзистенцијална криза, сиромаштијата, отугеноста, како да ги зголемија психолошките кризи. Како рамнодушноста, депресијата, апатијата влие врз општеството и врз индивидуата? На многу повеќе начини, не знам од каде да почнам, тоа е многу повеќе слојно прашање, битоа на крајот на денот депресијата и апатијата го прави човекот да се осеќа социјално импотентен, да се осеќа пасивен, да се осеќа беспомошен. И таа беспомошност се гледа насекаде. Мислам, поготово во транзициони општества, поготово како што сме ние. Во Македонија мириса на депресија. Мислам, тоа не го кажувам со гордост некоја, јас сум македонец, јас имам тука пријатели, фамилија. Постои една беспомошност, секоја самата нарација на која луѓето разговараат околу проблем. Тие се идентификуваат со траумата, не се идентификуваат со околу траумата, нема агенција во нивниот говор. Значи не постои како ќе се реши проблемот, туку сите се седи во едно место каде што се чмаи, каде само што се повторуваат работи кои на нас ни пречат, без да се промени нешто. Тоа е како адолесцент кој се самоповредува. Ние сме влезени, кога депресијата ќе влезе и апатија ќе влезе во дневната соба, ние правиме работи со кои се самоповредуваме за да се осеќаме живи. Мислам дека секој народ ги заслужува своите политичари. Јас не делам народ и политичари. Политичарите се одрас на народот. Vim vo solzi radosni noćva me obleva so sjaj. Следите трин гостин во емисијата Крстен Роđевски, музичар, невропсихијатар. Господин Роđевски, пронајдов едно ваше постаро интервју во кое меѓу другото ќе констатирате не сум оптимист за следните години. Ама долгорочно сигурен сум дека ќе има позитивни промени, бидејќи алтернативата е да не снема. Нагонот за преживување ќе се разбуди. Сме имале и вакви циклуси во историјата. Јас сум песимистички оптимист. Песимизмот го гледам како само критика и според мене, пошто работам во доменот на расстройство на личност и карактерна патологија, според мене тоа е најголемата
најголемата закана за човековиот род. Карактерни патологии во смисла социопатија, нарцизам, мислам се дека тоа е уствари причината зашто ние имаме војни, зашто имаме глобално затоплување, зашто имаме геноцид, зашто имаме економски кризи. Тоа се мал процент на луѓе со социопатија кои сакаат моќ. Значи, тоа е песимистичкиот дел. Оптимистичниот дел е дека ние сепак имаме нагон за преживување и дека по еден циклус на мазохизам, самоповредување, дека ќе се разбудиме, има само некоја фаза на стагнација, според мене, тој е оптимистичниот дел. Дека сепак, не знам тоа како ќе се случи, дали тоа ќе биде 5, 10, 20, 30 години, али имаме млада генерација која размислува бистро и кога ќе излезе од собствените спреги на социјална анксиозност и дисконект кој постои моментално и во наредните 20 години можеби ќе сигурно повеќе постои, бидејќи гледаме во психијатрија 20-30% поголема патологија кај млади што не постоеше пред 30 години, директно инфлуенцирана од социјални медија и интернет и притисок и тоа што го кажав, отсуство на нетрауматски неуспеси, што се многу важни во формирање на личност, бидејќи родители и самото општество ги заштитува младите од неуспех. Значи, неуспехот е многу важен во формирањето на личноста. Кога тој период ќе помине, мислам тој оптимистичниот дел што го спомнувам во интервјуто ќе се разбуди и дека тоа се луѓето кои зборуваат за глобално затоплување, војни се викаат леле земјата ќе пропадне, земјата нема да пропадне. Човековиот род ќе пропадне, земјата ќе биде окей. Ќе земе уште 100 билиони години, ќе се реставрира, али ние нема да постоиме. Роџевски, дел од вашите колеги, лекари, ќе констатираа дека за македонското здравство има диагноза. Ако е така, се поставува прашањето: кој е лекот? Со америчка диоптрија прво што се приметува во македонското здравство дека имаме добри лекари. Значи јас имам колеги со кои заедно студирав плюс 5-10 години, знам дека има многу компетентни лекари, дека имаме потенцијал огромен. И ја познавам едно 20-30 лекари од моја генерација плюс минус 2-3 години кои се на многу значајни места низ цел свет. Дали тоа е клиничка, дали е фармаколошка, дали е научна функција. Значи, што се однесува до фонд на знаење и зборувам до 90-те, јас завршив медицина во 99-та, така да не знам последните 25 години, зборувам за 80-90 години, тоа беше ригорозен курикулум со многу добри лекари, многу добри професори, кога нашите лекари едноставно немаше никаков проблем да одиш во Лион, например, или во Стокхолм и за две недели да се комплетно вклопен во клиничкиот процес на болницата. Кај нас проблемите се социјални, значи не е тоа до фонд на знаење. Меѓучовечки односи, самото присуство на корумпираност, непотизам, отсуство на меритократија, тоа е малигната клетка во македонското здравство. Немање на лична одговорност, немање на... И едноставно, тоа што го првото прашање, таа апатија и депресија едноставно го срозува македонскиот лекар, бидејќи ја губиш таа мотивација ако се појавиш ти на работа и ако гледаш 10-20 пациенти на кои им помагаш и на крајот на денот не осеќаш дека некој се грижи или ти даде као фидбек дека ви благодарам или лична или професионална сатисфакција. Сатисфакција или не е само за сатисфакција, едноставно да бидеш ценет. To have a recognition, да се спознае, да не зборувам дека треба да имаш сертификат, диплома или плакат или дека секој ден да се заблагодарува. Таа е наша професија, треба се појавиме, треба да ги гледаме нашите пациенти. Меѓутоа, нема никогаш, ова е таа реченица што сакам да ја кажам, дека додека ние имаме политика во здравство и образование, ние нема да не биде. Со воскит зачуден гледам во твојата сенка над зидот, се ми е матно до балчак златно и сега неке крај. Роџевски, ќе завршам повторно со она за што почнавме за музиката. Бевте дел од филмот на Столе Попов.
Дали ни е до Балчак? До Балчак тоа е музика на Дуке Бојаджиев, јас само пеев на една композиција, тоа е негов кредит. А до Балчак, мислите ситуацијата како викаат србите, дотакли смо дно, али још копамо, имаме уште малце простор за паѓање пред да ќе треба уште малце, мислам дека уште малце ќе се регресира, додека на луѓето ќе им преекипи и ќе се направи таа емотивна интелектуална револуција, првен внатрешно, после надворешно. Каде води тоа? Тоа води во една похармонична држава која може и мора да постои едноставно. Навистина, јас поминувам премногу време со американци во Америка, амерички колеги, код кои многу биле, дали се тоа музичари или лекари, многу од нив биле во Македонија. И кога ќе ги прашаш како беше во Македонија, не пред медиуми или за телевизија кога има некој така зад камерите, и сите кажуваат дека тоа е прекрасна земја, дека имаме многу убава природа, дека имаме огромен потенцијал, ама се приметува мрзливост, корумпираност и сексизам. Тоа мене ми го кажуваат луѓе лично. Тие се работи кои таа револуција треба да постои кога тие први три работи треба ние да ги средиме. Не зборам за револуција со бајонети на плоштад, зборам за внатрешна револуција, емотивна револуција и интроспективна револуција, каде што кога ќе застанеш на крајот на денот, кога ќе се запрашаш себе си дали нешто јас денес направив, да допринесам за било што, да можеш да спиеш. Крстен Роđевски, благодарам за гостувањето во емисијата. Немам проблем. Следете разговор со Крстен Роđевски, музичар и невропсихијатар. Кратка пауза и продолжуваме понатаму. Следите, Трилинг продолжува одисејата со издавање на пасоши, лични карти, возачки дозволи. Но има и многу македонски граѓани кои се затекнати и се уште со стари пасоши, а се надвор од државата во овој момент. Во овој издание на Трилинг, особено на почеток, ќе се осврнеме околу голготата со која се соочуваат македонските граѓани, поради можеби неажурноста, неефикасноста или нефункционалноста на институциите. Дали е потребна лична или колективна одговорност за ова што ни се случува, особено со издавањето на патните исправи. Во вториот дел од ова интервју ќе се осврнеме и на политичките случувања во пресрет на претседателските и парламентарни избори. Гостин во ова издание на Трилинг Бојар Османи, шеф на дипломатијата и подпредседател на ДУИ. Господин Османи, чувствувате одговорност што иако има промена на документите, се уште не сте ги известиле, например, на време или со време македонските граѓани дека не може да патуваат со стари патни исправи. Добро, тоа не е, пасошите не се надлежност на Министерството за надворешни работи, освен дипломатските. Не сум чул дека со дипломатските пасоши има некој проблем. Тоа што ние се обидуваме да се реорганизираме во МНР е како да ги менаџираме последиците од овој проблем. И мислам дека до сега немаме никаков предизвик во однос на нашите граѓани кои што се надвор со стари пасоши, а треба да се вратат. Бидејќи, како што реков на брифингот со новинарите, работиме како да ќе нема флексибилност од државите по однос на користење на старите пасоши, но паралелно, значи се организираме како да ќе нема флексибилност, но работиме за да има флексибилност. И ги постигнавме двете. И се реорганизиравме, патните листови ги направивме бесплатни, овозможивме патните листови граѓаните да ги добијат по пошта, да не мора да дојдат до амбасада. Зголемивме број на дипломати во критични точки каде што има најмногу барања и плюс во комуникација со државите, успеавме неколку држави веќе ги пуштаат граѓаните со старите пасоши за да се вратат дома. Значи, мојата надлежност е за тие што се надвор. Дали ќе побарате одговорност од македонскиот амбасадор во Рим, кој на своја рака, веројатно, или можеби со ваше знаење? Таму испитуваме сега што се случило, меѓутоа имаше јасна инструкција од Министерството од првиот ден
дека нема да известуваме по однос на овие рокови, затоа што работиме на флексибилност и да им олесниме на граѓаните. Дали поради ваквиот пропуст не гледате одговорност? Значи, тоа допрва треба да го испитаме, меѓутоа уште пред да почнат роковите, таа нота била повлечена затоа што е сватено дека е направена грешка на еден од вработените, меѓутоа без никакви импликации по однос на граѓаните, затоа што целата таа мискомуникација се случила пред роковите да стапат во сила. Значи немало никаков импакт практичен за граѓаните, а сега испитуваме дали дел од тие вработени имале комуникација со еден од поранешните министри, бидејќи има такви шпекулации, дали е тоа обид да се дискредитира МНР или навистина е техничка грешка. Јас верувам дека е само техничка грешка, зашто се разбира ќе мора амбасадата да даде извештај, но најважно е дека немало никакви практични импликации, бидејќи повлекувањето се случило пред да стапат роковите на сила. Дали сме некадарни или неефикасни? Зошто задоцнивме? Откако ќе им се излезе во пресред на граѓаните, се разбира дека ќе се прават анализи, испитувања и доколку има свесно одолговлекување на процесот, тогаш се разбира дека ќе има одговорност. Но мораме да ја чуеме таа страна, да видиме што ќе кажат во Министерството за внатрешни работи, бидејќи сепак е голема операција менувањето на 2,4 милиони. Преспанскиот договор, наместо побрзо да не интегрира, веројатно не изолира или само се изолиравме поради лошите политики, владини, веројатно. Видете, Преспанскиот договор ги имаше тие транзициони рокови, односно технички рокови од 5 години за менување на документите кои се за надворешна употреба. За документите за внатрешна употреба се менуваат согласно од поглавијата од преговорите со Европската унија. Тие за надворешна употреба има рок од 5 години. Дали е тоа разумен рок, дали е тоа доволен рок, се разбира после во тие анализи ќе видиме, меѓутоа мислам дека е важно ние да не покажеме сега тенденција на непочитување на договорите, бидејќи сметам дека тоа ќе биде сериозен удар врз кредибилитетот на државата, туку напротив, ние сме во комуникација со Грција, сме во комуникација со сите држави по однос на флексибилноста. Еве гледате, граѓаните патуваат со лични карти, со старо име из соседството, може да се вратат назад и со стари пасоши, иако ние им велиме не ризикувајте, ви даваме бесплатни патни листови, можеме да ви ги пратиме и по пошта за да евентуално немате проблем било каде во која држава. Но важно е дека политичката волја за почитување на договорите мора да остане и не смееме да подклекнеме под било кој предизвик за да директно одиме кон непочитување на договорите, туку напротив во подобро организирање со цел почитување на договорите. Владата и председателот изгубија речиси една недела во приписки кој да ги информира или да ги замоли грчките власти да овозможи пролонгирање на рокот, откако добивме црвен картон од официјална Атина, не ставија во теснец. Сега ве прашувам, сте во постојана комуникација со Грција. Дали официјална Атина ги почитува роковите и обврските од договорот? Значи, двете страни во суштинскиот дел на договорите ги имаат исполнето обврските. Ние во 95%, ако можам да кажам, сме ги исполнили нашите обврски. Грција во својот суштински дел, а тоа е поддршка на НАТО интеграција и поддршка на ЕУ интеграцијата, го има испочитувано. Ние сме останале во неколку институции каде надлежноста не е на владата, например МАНУ, МРТ и федерациите. Тоа се што е останато во нашиот дел. Грција има во делот на одредени сообраќајни знаци, дури вчера не информираа дека еден знак го имаат сменето и 3 договори кои што не се директно поврзани со Преспа, повеќе се се уште на таблите стои Евзони и Скопје. Се може би банално звучи, меѓутоа и тоа е дел договор. Стоеше Скопје, сега е Скопје од вчера, мислам се сменети, затоа што насоките се до градовите, а не до државите. Такви се правилата на сообраќајните знаци. Но од прилика тука сме во исполнувањето од двете страни. Сега во договорот стои дека доколку има проблеми во имплементирањето, со цел потикнување на имплементирањето, има така наречен висок совет кој што го водат премиерите, заедно со дел од министрите, така да во било кое време ние може да побараме или да се
побара од двете страни да се свика таков совет доколку има суштински проблеми во имплементацијата. Но јас во овој период сум се видел со министерот, постојано сум во комуникација и моите дипломати со грчката страна и се обидуваме да има минимум проблеми со кои ќе се соочат граѓаните. Но јас мора како министер за надворешни работи да го сочувам и имиджот на државата пред светот. Следите трин гостин во емисијата Бујар Османи, министер за надворешни работи и подпредседател на ДУИ. Шефот на државата Пендаровски не го потпиша законот за игри на среќа и се создаде своевидна мала конфронтација на релација ДУИ Пендаровски. Дали тоа значи дека шефот на државата доколку одлучи да се кандидира за втор мандат нема да може да смета на поддршка на ДУИ? Пака, не поврзани се. Или ова е своевиден предизборен фолклор повеќе? Не поврзани се тие две работи. Видете, овој закон беше важен бидејќи беше предизборно ветување на ДУИ. ДУИ вети пред овие избори дека овие казината, игрите на среќа ќе ги тргне од централните градски подрачја, односно од вид важни објекти како што се школите, верските објекти. И затоа инсистираме на тој закон, бидејќи стои дека ваквите игри на среќа ќе бидат оддалечени до 500, односно над 500 метри од тие важни објекти за граѓаните. Тоа здруженијата кои што се борат против игри на среќа во централни градски подрачја го поддржуваат, не поттикнуваат нас. И затоа ова образложение дека заради европско знаменце не се потпишува, но не заради содржината, е малку дискутабилно, бидејќи многу закони со европско знаменце се потпишаа претходно. Знаеме дека Точно е, министре, дека многу закони се потпишаа со европско знаменце, меѓутоа имаше и многу бурни реакции и критики од страна на меѓународната заедница што се носат закони со европско знаменце. Тука реакцијата е бидејќи здруженијето на собствениците на игри на среќа правеа голем притисок. Знаете, се закануваа, лобираа да не помине законот поради бизнис интереси. И сега тука не е јасно зошто е донесена одлука. Дали е под притисок на овие здруженија претседателот не го потпиша или е заради европското знаменце. И затоа беше нашата реакција, но тоа не е поврзано со други процеси. А за нас беше многу важно и е многу важно овој закон да помине заради тие 500 метри оддалечување, бидејќи тоа беше барање на граѓаните. Тоа беше главно барање при секоја средба која што ја имавме со нив, да се тргнат казина до школите, односно обложувалници, до школи, до џамии, до цркви и до објекти каде што младите пред се гравитираат, бидејќи на тој начин стануваат и зависни од тоа. Затоа сме осетливи на тоа. Зошто толку долго го криевте или го чувавте или не го објавувавте во јавноста писмото на комесарката за човекови права во Советот на Европа Мијатовиќ, која бара реактивирање на хашките случаи? Дали може да се соочи лидерот на ДУИ Али Ахмети со неславен политички крај? Не, видете, тоа е желба на многу. Очигледно гледате дека има една анти-ДУИ кампања пред се фокусирана врз Ахмети, која што јас мислам дека е антиалбанска кампања, меѓутоа заради политичка коректност се користи како еуфемизам ДУИ. Бидејќи Советот на Европа претпоставува води антиалбанска кампања. Не, ама вие прашавте дали неславно ќе заврши. Јас ова го слушам со години и години еден сон дека Ахмети еден ден неславно. Значи човекот кој што ја интегрираше албанската заедница во едно заедничко општество, бидејќи често кажувам, не ја демонизирајте интеграцијата, бидејќи алтернативата на интеграцијата е дезинтеграцијата. Значи, човекот кој што ја го држи евроатлантскиот курс на државата 20 години, кој што ги стабилизираше меѓуетничките односи, кој што создаде предвидливост во оваа држава и ја интегрираше една заедница која што беше оставена надвор. Значи, од 2002 0,2% албанци беа во државните институции. 0,2, значи 99,8% беа другите. И за 20 години успеа да го интегрира во една унитарна држава, во еден унитарен систем во кој што сега работиме еден за друг, еден со друг, еден покрај друг. И тоа нели ни беше целта од почетокот. Која е алтернатива од тоа што го Меѓутоа, ова
и албанофобија делумно, и политичка завист и љубомора, се создаде тој што зборувам јас политичко-олигархиски центар кој што се обидува да ја демонизира и сатанизира дуи во сите нејзини делувања. Ова го кажам во контекст на тонот на вашето прашање, не сметам дека вие имате таков став, но таква е рефлексијата во моментот. Но ева дајте ми конкретен одговор во однос на писмото кажам, јас од медиумите го видов тоа писмо, јас не сум го видел претходно тоа писмо, тоа е апсолвирано прашање, бидејќи ниту имало таму процес во Хаг, ниту и тука е констатирано дека нема основи за процес и мислам дека Сметате дека хашките случаи се затворени? Да, апсолутно. И обично се Меѓутоа што стои на вашиот став. И не сум го прочитал писмото, навистина немам коментар на писмото, но знам дека во секој предизборен процес се отвара темата со таа идеја дека еве ќе дојде време кога Ахмети неславно ќе заврши. Во однос на членството на НАТО во ред. Еве тоа прашање затворено. Па не е само во ред, тоа е најважното прашање за во однос државата. на интеграцијата или побрзото приклучување во Европската унија, процесот оди бавно. И вие, и вашиот лидер Ахмети, и премиерот Ковачевски бевте убедени дека ќе ги спроведете уставните промени. Не се исполни тоа. Видете, ние работевме за да се спроведат уставните измени, затоа што веруваме во концептот на уставни измени. Значи, јас сум објаснил милион пати, ќе објаснам пак. Има две траектории во дискурсот со Бугарија и во нашиот европски пат. Или ќе зборуваме за историја и идентитет, или ќе зборуваме за човекови и малцински права. Рефлексија на темата малцински човекови права е уставни измени и акцијски план за малцинства. Ако не го спроведеме оваа траса, ако не ја спроведеме, ќе треба да се вратиме на трасата историски прашања и идентитетски прашања. Значи, ние успеавме, заедно со Вашингтон и со Брисел, да ја рушиме бугарската декларација на парламентот, и тоа со целата енергија која што ја вложи Вашингтон и Брисел заедно со нас, за да темата историја, јазик, идентитет не бидат веќе прашање на односите со Бугарија, туку малцинските и човековите права, и сега некој таа енергија која што ја вложи Вашингтон, Брисел и ние сака да ја минира, за да веројатно не врати на повторно на претходната тема. Затоа е многу важно да се завршат уставните измени и сметам дека е во наш интерес да се завршат. Трендот на расположение кај граѓаните на ЕУ промени на политичката сцена. ВМРО смета дека е време дуи да оди во опозиција, се окрупнува политичкиот опозицијски блок кај албанците. Дали гледате закана на престојните парламентарни избори, дали чувствувате дека доаѓа време на ваше опозицијско делување? Прашањето е дали ќе дозволиме да се загрозат овие темели на кои се засновува евроатлантска Северна Македонија. Меѓуетничките односи, добрососедските односи, курсот кон Европската унија. Тоа прашање ги засега граѓаните. Не дали ДУИ ќе биде или ВМРО ќе биде и така натаму. Мислам дека ВМРО-ДПМН е со барањето ДУИ да оди во опозиција, знаете дека ни прават услуга пред албанското гласачко тело, бидејќи албанците ги знаат нивните намери кон албанците. Они не го почитуваат рамковниот договор, не го почитуваат преспанскиот договор, не го почитуваат законот за јазици и бараат албанците да немаат една силна политичка партија која што ќе се постави како браник на интересите на евроатлантска Македонија, Северна Македонија, туку бара да има помали политички партии со 5-6 лидери со кои што ќе може поединечно да се договара за ситни политички пазарења. Тоа е тенденција која што ние сме ја виделе кај албанците во последните 20 години. Зошто го создавате тој наратив на поделба на про и анти ЕУ? Затоа што прво светот е поларизиран како никогаш до сега. Имаме една јасна поларизација меѓу демократии и автократии, меѓу Запад и Исток. Во Исток тука ја представувам, ја гледам Руската Федерација и нејзините прокси играчи и сателити, и тоа се рефлектира и кај нас. Значи, најсигурниот начин, единствениот начин ние да се оддалечиме од било какво руско влијание е да продолжиме на патот кон Брисел. Било кој
што го попречува тој пат, го успорува тој пат, всушност игра свесно или несвесно за рускиот интерес на Балканот и во Република Северна Македонија. Затоа овие избори ќе бидат битка на два наратива, на европскиот и на рускиот наратив. И вие ќе кажете, да, но сите партии се за Европската Унија. Не е важно што ќе кажат партиите, што прават партиите, кои им се нивните планови, како планираат тие да ние се оддалечиме од рускиот интерес и да одиме кон западниот, односно европскиот интерес. И мислам дека таа одлука граѓаните ќе ја донесат сега. Еве, гледајте ја Романија, 800% е зголемен GDP од денот на влегување во Европската Унија. 800%. Гледајте ги другите соседни земји, значи јасно е дека Европската Унија носи просперитет, носи економски прогрес, носи задржување на луѓето овде, враќање на тие што се заминати, владење на право, квалитетен живот за граѓаните, стандард за граѓаните. Само Европска Унија тоа може да го нуди за нас. Во вашите изјави препознавам своевременно ретерирање во однос на убеденоста ваша дека повторно ќе бидете на власт со тезата дека не е важно кој ќе ја формира идната влада. Дали веќе чувствувате кај граѓаните дека има незадоволство од начинот на практицирање, особено на вашите министри? Не сакам да бидам нескромен, иначе сите анкети, дури и тие што ги прави опозицијата, покажуваат убедлива победа на ДУИ во албанскиот блок. Бидејќи, меѓутоа, мислам дека тие што рационално размислуваат по однос на државата и тие гледаат во ДУИ квалитет. Помалку сте контрадикторен министр заради тоа што велите не е важно да се нагласи етничката припадност, а при тоа го потенцирате тоа дека конечно Македонија добила премиер албанец. Да, се надеваме дека ќе имаме и председател албанец. Да, затоа што знаете, го земам често и овој пример. Кога стана прв председател на собрание албанец, имаше речиси државен удар. Нели ви текнува нападот во собрание кога стана Талат Џафери. Затоа што беше шок. Тие места беа резервирани. Тие места беа забранети за албанците. Кога стана повтор пат во 2020, веќе не беше ни вест во медиумите. Затоа што се нормализираше таа позиција. Македонците сфатија дека биле под притисок на пропаганда дека ако албанците бидат на таа позиција, кој знае што ќе се случи со државата. Видеа дека напротив, дури парламентот, прашајте ги пратениците на ВМРО и СДСМ, велат парламентот никогаш подобро не бил воден отколку за време на Џафери. Добро, ВМРО ова кој ќе ослушне, одма ќе реагира. Јас ви кажувам, јас лично сум разговарал со пратеници кои што викаат воспостави ред. Дали ќе се оди со консензуален кандидат за председател? Видете, во ДУИ одлуките се носат малку повнимателно, бидејќи одговорноста е поголема. Затоа што ние во овие 14 изборни циклуси не сме изгубиле избори. И не излегуваме на избори за да ја пробаме среќата. Кога излегуваме, 10 пати мериме, но кога излегуваме, победуваме. И затоа... Добро, на минатите председателски избори одевте со време за председател албанец. И победивме, како? Стево Пендаровски беше наш кандидат, заедно со СДСМ. Значи, ние кога излегуваме на избори, поддржуваме еден кандидат, тој кандидат победува. Стево Пендаровски 2014 изгуби, ја немаше поддршката на ДУИ. 2018 беше заеднички кандидат и победи. Затоа ние ги мериме 10 пати, како што се вели во народот, пред да донесеме одлуки и ќе дополнително наредните денови ќе решиме дали ќе се оди со кандидат на партијата, дали ќе се оди во некаква коалиција, тоа ќе решиме после пошироки консултации, вклучувајќи и граѓаните. Имате ли председателски амбиции вие? Видете, јас сум политичар кој што сум влегол во оваа тема на обезбедување на европска иднина на државата. Работам 7 години на таа тема и се разбира дека зависи од проценките каде сум најкорисен.
но оставам тоа да се одлучи во структурите на партијата, на партиите и така натаму. Меѓутоа, јас сум политичар кој што сум дел од една структура кој што има за цел, како што реков, држава на еднакви, членка на НАТО, членка на Европската унија. Ништо помалку, ништо повеќе од тоа. Дали тоа што внимателно правите анализи, проценки околу можниот председателски кандидат или можната поддршка, се сомневате дека ако Пендаровски одлучи да се кандидира за втор мандат, се сомневате дали тој би можел да ја добие повторно поддршката за шеф на државата за втор мандат? Јас мислам дека ако Дуи има кандидат, тој е сериозен кандидат за да победи. Но мислам дека треба да се направат добри проценки за да се даде понуда која што е согласно времето во кое што живееме, предизвиците со кои што ги имаме и очекувањата на граѓаните. Тоа треба да се калкулира за да дадеме понуда која што, како што реков, не е за да се тестира, туку за да се победи. Благодарам за гостувањето и посакувам среќен пат за Минхен. Благодарам и на вас. Следете интервју со министерот за надворешни работи и подпредседател на ДУИ Бујар Османи. Адвокат, екс-министер во 2 мандати, по промената на власта се повлече од политичката сцена. Добре за Никола Тодоров. Добре, не. Господин Тодоров, на 2 мандати бевте, односно во 2 изборни циклуси бевте шеф на изборниот штаб. За прв пат шеф на изборниот штаб на ВМРО-ДПМН ќе биде лидерот на партијата Христијан Мицковски. Дали ова сигнал дека председателот на најголемата опозицијска партија ја консолидирал партијата, ја има целосно под своја контрола и дали ова е сигнал за сигурна победа негова на престојните избори? Не знам да ви кажам. Јас сум бил прво 3 пати шеф на изборен штаб и генерално правило било секогаш досега некој друг да ги води изборите, затоа што председателот на партијата има малку повеќе и друг тип на работа за време на изборите. Има многу митинзи, на сите треба да присуствува, има многу средби со граѓани на кои што треба да оди и треба некој во позадина сето тоа да го организира и да го менаџира. Дали он тоа се ќе може самиот да го изорганизира, не знам. Ете, храбар потек од него да биде и лидер на партија и шеф на изборен штаб, затоа што за време на избори шефот на изборниот штаб практично ја води партијата. И во изборите, во тој смисол, не во политички смисол, него од организацијски, да речеме, смисол. И сега, дали он ќе може тоа да го изорганизира самиот, не знам. Не знам дали е тоа добар или лош потек, не можам да оценам, ќе видиме од ефектот од изборите, затоа што мислам дека тоа не било случај порано. Секогаш ВМРО имало некој друг шеф на изборен штаб. Бев јас, пред мене беше Мартин Протугер, пред тоа, не знам, Горде, мислам и така. Така да, пред тоа други имало, Маријан Ѓорчев и така. Значи, се менувале, но секогаш тоа бил различен од председателот. И тоа е тој што ја организира целата работа, има многу работа има за избори. Многу, претерано работа. Господин Тодоров, пред 2 години чинам дека во ова студија во Тринк имавте резерви во однос на тоа дали актуелниот председател Мицковски може да ја консолидира и има капацитет да ја мобилизира ВМРО-ДПМН. Каков е вашиот став денеска? Дали ВМРО-ДПМН? Видите, ВМРО-ДПМН е консолидирано. Тоа се гледа. Но она што уште повеќе се гледа е дека СДСМ е раштрафено. Тотално. И сега на овие избори практично ќе се надпреваруваат консолидираното ВМРО или релативно консолидирано ВМРО и целосно раштрафено СДСМ. Мислам дека СДСМ во полоша позиција не бил никогаш во историјата. И он со таква стартна позиција трга на овие избори. Тоа е страшна предност за ВМРО. ВМРО трга како убедлив фаворит не само ради себе и своите политики и тоа што ќе го вети и надежта која што ќе им ја даде на граѓаните за нешто подобро, туку многу повеќе и заради екстремно слабото СДСМ, кое што практично ја доведе не само партијата да биде условно кажано раштрафена, него и државата така да функционира. Ви гледате сега што случува со патните исправи.
ова е, мислам, еден колективен пораз на македонската државност. Повеќе од пола милион луѓе се заглавени во државата, вклучително и јас. Значи, не можеш да излезеш од државата, а имаш важечки пасош. И јас и моето семејство, ние бевме но се сликавме, вика, за 30-40 дена ќе ги добиеме документите. Значи, ние месец и пол, може би и два, тоа 30-40, кој ќе ти каже некој, веројатно е 50-60, ќе излезе во Македонија. Значи, 2 месеци ќе бидеш, така, не можеш да функционираш нормално. Ето, ја сега работам адвокатура, имам предмети со кои што комуницирам и со странски адвокати, во странство и така натаму, некој арбитражи во странство работиме. Јас се нема да можам да бидам во ситуација да одам така и да ги застапам моите клиенти. Господине Тодоров, до промената на гарнитурата во ВМРО ДПМН постојано надвиснуваше дилемата дали Мицковски ќе се ослободи од сенката на Никола Груевски. Сега се наметнува прашањето, ако ВМРО ДПМН дојде на власт, дали на повидок ќе биде амнестија за екс-премиерот и лидер на најголемата сега опозицијска, потоа можеби ќе биде владеачка гарнитура? Не знам, да ви кажам, немам такви информации. Воопшто не знам како да ви одговорам на ова прашање, затоа што нели треба да имаш некаква информација или со некој да се разговарал на темата, па да можеш тоа да го коментираш. Ја немам тука што да коментирам. Прашам лично вас, бевте но ако мене лично ме прашате, јас сметам и дека не само што сметам, него ја имам многу високо мислење за Груевски. Сметам дека тој беше еден од најдобри премиери во државата. Мислам дека е неправедно седото тоа што му се случи, но без разлика на се, тоа е, нели, на прашањето ваше конкретно не можам да дадам одговор. Дали тоа велите дека се уште имате високо мислење за екс-премиерот и лидер на ВМРО ДПМН, не чувствувате помалку резигнираност што па и незадоволство што Груевски го остави дел од тогашното раководство на ЦЕДИЛО, ги предаде на некој начин, пребега во Будимпешта, дел од вашите сопартици завршија зад решетки. На дел се уште им се суди. Видете, тоа што се случуваше тогаш, предпоставам, треба да се разгледува од еден малку и поинаков агол и можеби ќе дојде некое друго време за тоа. Да се разгледа што се случуваше во тој период и зашто таков прогон имаше невиден дотогаш во македонската политичка историја. Се надам дека нема се повтори на ниту една партија, ниту една гарнитура. Затоа што во тоа време имаше преку 700-800 функционери на ВМРО кои што беа под прогон. Тоа по мене беше една, би рекол, до тогаш невидена ситуација на политичката сцена во Македонија. Некоја друга страна ќе рече, ама и тоа што го правеле било невидено, не се согласувам. Со тоа веднаш ќе ви кажам и затоа велам, мислам дека треба некоја дистанца да се направи за да се анализира целиот тој период што се случи. А ова прашање конкретно што ми го поставивте, може да го поставите, поставам на некој, можеби од ВМРО, можеби на него, на Никола, за да како он се чувствува дали гледа така на работите или можеби имало нешто друго, можеби има човекот одговор. Но ова јас не би можел да дадам одговор во негово име. Верувате на тврдењето на председателот на ВМРО ДПМН Мицковски кој категорично вели дека се додека тој председател на ВМРО ДПМН и доколку дојде на власт, нема да ги спроведе уставните промени и нема да прифати ваков договор со Софија под бугарски диктат. Јас сум пишал на оваа тема, не сум сигурен дали станува збор за бугарски диктат, кога имате вие документ позади кој што застана цела Европска унија. Некој може да каже тоа е европски диктат повеќе, но ние сакаме да влеземе во тој клуб. Ние молиме да влеземе во тој клуб, а тој клуб поставува некакви услови. И сите земји членки застанале позади некакви услови. Дали тие се променливи услови или непроменливи, дали може да се преговараат да се променат тие услови е друго прашање. Некој веројатно мисли може, некој мисли не може. Но во секој случај она што сум сигурен е дека прашањето за уставните измени ќе стане прашање веднаш по изборите.
Затоа што и Европска Унија еволуира, ја не знам каков ќе биде резултатот после следните европски избори. Каква ќе биде сликата во Европскиот парламент, кои партии ќе однесат победа, кои ќе пораснат, дали ќе дојдат некои подесни партии кои што се по рестриктивни во нивните намери за проширување, дали проширувањето ќе остане високо на агендата или тој замор од проширување ќе преовлада и така натаму. Така да се плашам и сум пишувал за тоа да не го пропуштиме последниот воз. Имам некакво чувство дека како да имаме последна шанса да се приклучиме кон европското семејство, условно кажано. Сега точно е некој ќе каже ние многу дадовме, премногу отстапки направивме и така натаму. Така е, затоа што за нас се избориме. Ако ги погледнеме и други држави кои што пристапувале кон ЕУ, и тие правеле некакви отстапки. Во основа, многу често тоа се проблеми помеѓу соседите и некој што е внатре сака преку тоа членство кое што го има во тој условно кажано клуб, кога другиот сака да влезе да си ги оствари своите интереси, односно да го принуди да попушти по некој прашање кое што не би попуштил во инаква ситуација, во поинаква ситуација. Тоа било случај и со Хрватска, тоа било случај и со Словенија, Италија и така натаму. Значи не е ова, ние не сме уникатен случај, иако за нас, нели, тоа сепак станува збор за отстапки кои што ние сме ги направили, сметаме дека сме направиле и премногу отстапки, затоа што точно е тоа кога беше промената на името, впечатокот на сите беше дека со промената на името ние не само што ќе влеземе во НАТО, него ќе го трасираме и нашиот пат и ќе влеземе во ЕУ. Тоа не се случи, повторно сме блокирани. И тука па, како што се појавува замор од проширување, кај нас се појави некаков замор од попуштање. И сега тој замор од попуштање кулминира. И кулминира точно на Бугарија, затоа што проблемот со Бугарија е малце по-суштински, по-директно навлага во коренот на идентитетот, да речем. Дали кулминацијата на попуштањето ќе биде ВМРО ДПМН да треба да го решава жешкиот костен со Бугарија и да ги изгласа уставните промени? Видите, некој ќе мора да го решава. Дали ќе го реши ВМРО во следниот мандат ако успее да формира влада, ќе видиме. Но ќе мора да му биде високо на агендата, затоа што мислам дека без да се реши тоа прашање, не мислам, него сигурен сум, без да се реши тоа прашање со Бугарија, ние нема да го продолжиме патот за ЕУ. А ако не го продолжиме патот кон ЕУ, ризикуваме и политичка нестабилност внатре, имајќи ги предвид ставовите на, условно кажано, албанските партии, но и ризикуваме, односно, нема да го добиеме тој брз економски развој кој што ќе ни го овозможи пристапувањето кон ЕУ. И сега, тој па е исто така, дури поважен од ова прва можна политичка нестабилност, затоа што гледате што се случува во Македонија и какво иселување се случува. Ја пишував неодамна на темава, ние во Македонија во последната година имаме 100.000 вработени помалку, а истовремено и намалена невработеност. Што се случува е основното прашање, како е возможно да се намали со 100.000 вработеноста на вкупниот број на луѓе кои што работат и истовремено се намали невработеноста. Предпоставуваме одговорот е во иселувањето, а тоа е страшно, тоа е екзодус што се случува во овој момент во Македонија. И мислам дека се некој ќе рече Европска унија нема тоа да го реши, од Хрватска се иселуваат, од Бугарија се иселуваат така натаму. Можеби нема да го реши, но мислам дека ќе го намали. Мислам дека сериозно ќе го намали тоа, затоа што подигнувањето на стандардот така ќе ги одврати некои од луѓето што имаат намера да се иселат. Од друга страна, видете се, и тоа е па друга тема целосно, Европска унија е една од 4 основни слободи е слободата на движење. Значи, денес, ако сме ние дел од ЕУ, ја ако сакам, ќе живеам во Грција, ќе живеам во Белгија, ќе живеам во Шпанија, каде сакам ќе живеам, затоа што сум граѓани на ЕУ. И доста ЕУ граѓани тоа го практикуваат. Значи, има внатре раселување, тоа не е спорно. Значи, тоа ќе продолжи. Но прашањето е на стандардот. Прашањето е на стандардот, не само на стандардот на живот, него на квалитетот на живот. Какво ќе ни биде судството? Какво ќе ни биде администрацијата? Каква ќе ни биде економијата? Така? Значи, политичката сцена, колкав ќе биде стандардот на живот, минимална пензија, минимална плата. Значи, тоа се се фактори, тоа се све елементи на кои што влијае нашето членство во ЕУ. Господине Тодоров, на крајот, македонскиот правосуден систем, последниве години сте дел
следите, сте во адвокатските води, зошто не е толку ниска довербата во македонското правосудство? Ако треба да бидам Краток и јасен. многу отворен и многу краток, ќе кажем вака. Се додека судството не удри шлаканица на политиката, судството ќе биде во оваа позиција. Значи, де факто, политиката е таа која што го носи судството на ова дереже. Тоа е прва работа. Втора работа. Ова е малце по-широка тема, имам дури пишувано една колумна на оваа тема точно. Судиите не треба да се грижат да донесат пресуда која што ќе одобри јавноста. Треба да се грижат да донесат пресуда која што е во согласност со законите, па макар и јавноста е незадоволна од тоа. И треба да се спремни тоа да го бранат. Значи, сега, ако ги трнете овие два елементи, тогаш судството ќе биде ослободено и ќе може целосно да суди врз основа на закон, да биде правично. Тогаш сериозно ќе се крене довербата во судството. Имајте една ограда ќе ставам, имајте во предвид секогаш дека во предмет еден има две страни. Едната е секогаш незадоволна. Имајте го тоа во предвид. Значи, веќе 50% ви се незадоволни. Така? Но во секој случај ова сега што го гледаме на тие анкети 2%, 1%, 3% доверба е многу ниска доверба. И сметам дека ова е патот, ова е рецептот кој што треба направи, но тоа треба го направат од внатре. Треба го направат судиите. Прво, треба да ги исчистат они, не политиката, внатре тие, да се прочистат од внатре, да кажат овој не треба да биде судија. Така? Од тие и тие причини. Прва работа. Втора работа, секој мешање на политиката во судството треба да престане. Особено мешање на политиката во судството во поглед на носење на ваква или таква одлука. И особено мешање на политиката во судството особено во кривичните постапки. Тоа е најстрашното. Така да мислам дека неколку чекори треба да се преземат, но на подолг рок, за да судството може да добие поголема доверба од граѓаните. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам на вас за поканата. Следевте разговор со Никола Тодоров, поранешен министер во владата на Никола Груевски. Во 3 изборни циклуси беше и шеф на изборниот штаб на ВМРО ДПМН. Тука е крајот на уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време, 20 часот и 45 минути. Во меѓувреме читајте не на triling.mk.